слушате во Јасака Македонија во студиото на Сител. Да го разубавиме утрово на нашите гледачи, ќе ве поканам повторно со уште една песна за секако од репертоарот кој што го имате подготвено во живо. Маријан, за тебе никогаш не е проблем да се настапува во живо, да се изведе една песна во живо. Овака, овие денеска песни што ќе ги пееме, тие нема да бидат на нашиот албум, но денеска се сконцентриравме на денешниот празник, на виното, така да ќе пееме за виното и за љубовта. Повели. Благодарам. Сите песни имаат некое значење, сите песни опеани во музичката историја се секако добре дојдени да ги слушнеме повторно. Маријан, од каде идејата да започнеш еден таков проект? Од секој град песна? Значи, идејата беше една песна да снимеме со колегите, но по идеја на Ефтим, кој што Мари вика, дај да не останеме на една песна, дај да работиме нешто и повеќе од ова. Еве вика една идеја да направиме еден албум со по една песна од по еден град, она што е автентична, она што го одбележува личната карта на тој град. И така да ете започна таа идеја и се надам дека ќе оствариме за кратко време нормално промоција на телевизија Сител. Секако, задолжително. Тоа е задолжително. Покрај тоа што како одеше изборот на песната? Како се решававте за една песна? Сигурно во еден град се опеани повеќе песни, се неколку традиционални песни кои што и така, како се примамливи? Како успеавте да се одлучите за таа песна? Еве, например, ние пошто доаѓаме од Штип, кај нас например најавтентична песна е песната за Ново село. За новоселци испеана е песната, инаку песната е авторска, но е обнародена, значи од по новото време сега. Ние, например, на секоја свадба, на секоја веселба, ја пееме таа песна. Сега гледаме дека каде што настапуваме на некои места, например, на Маријан првата идеја му беше да ја пееме песната за Битола, ако одам во Битола. И таа исто така нова песна, но сепак и таа е обнародена. Песните самите, сепак е авторска. Песните сами се редат. Еве сега снимавме песната Дано Данице, Преспанска убавице. Мислиме дека според нас дека таа го обележува тој предел, тој крај таму. Сами си доваѓаат песните една по друга.
Сепак е тоа заедничко мислење. Заедничко Сите нас мислење, да. одлучуваме дека таа песна ќе биде автентична за тој град. Ке внесете ли некои нови музички моменти при изведувањето на песните? Па, што е тука, значи нема ништо плюс екстра инструменти, тоа што е тука. Интересно е што хармониката ја гледаме како хармоника, но има два инструменти, значи од десната страна се е хармониката, а од левата страна има бас. Значи 5 луѓе, а се уствари 6 инструменти. Вокалот е тука, Сето тоа е комплет. мистер Ефтим е тука, така да ќе го сработиме. Мора да биде добро и да звучи, и целта е значи да остане нешто од нас, она наша богата македонска трпеза. Не се сомневам навистина дека сето тоа ќе звучи прекрасно кога ќе се спакува во едно музичко CD и кога ќе имаме можност да го слушнеме секако со самата На промоција. големо задоволство. Маријан, ќе ни останува време за да се поздравиме со уште една песна. Ќе ве поканам за третата песна за уживање ова утро. Повелете. Нема проблем, уште една песна. Една песна јас да запеа, тешко ми е да заборавам. Дајте чаша руино вино, свири пивко виолино, една песна јас ќе запеа. Dajte čaša ruino vino, sviri pivko violino, jedna pesna јас ќе запеа. Mila vrati se, kade otide,
Јана, ви благодарам за ова утренско расположение, ви благодарам што го разубавивте утрото заедно со Маријан Коцев, оркестар Бекри. Ќе го очекуваме за следната промоција за нешто најново.